По двете освоени куп титули, одбојкарскиот клуб Штипогода испишува нова историја. Овој пат европска со дебен настав во Челендж купот против екипата на Койл Ил од Норвешка. Екипа која исто така ќе го има своето европско деби како Штипскиот клуб. Дејќи преку оваа пресконференција сакаме да го најавиме нашето европско деби, односно народски кажано нашето огнено крштевање на европска сцена, со тоа што ќе настапиме во европскиот Челендж куп за прв пат во нашата историја, како Штип УГД. По-конкретно настапуваме против екипата на Койл Ил од Осло, Норвешка, екипа која исто така за прв пат ќе настапува во европските купови. Првиот меч се игра во Осло, Норвешка, веќе во среда, а реваншот ќе биде на 19 ноември, односно следната среда. Атмосферата во таборот на Штипен е позитивна пред првиот историски европски предизвик. Околу атмосферата во екипата можам да кажам дека е доста позитивна. Сите сме свесни за овој голем надпревар, за нас историски, прво европско надпреварување од ваквиот тип за општо за нашиот клуб и на поголема сцена и градот Штип. Во врска со играчите, мислам дека сите се спремни, доста мотивирани, напорно работеа сите во изминатиот период. Тоа можеме да кажеме дека имавме неколку контролни надпревари на почетокот на сезоната со поеки екипи, кои што ни служија чисто да ги видиме нашите недостатоци, на што повеќе да обрнеме внимание. Имавме голем период, поточно месец-два, да ги санираме тие работи. Норвешкиот тим е постар од штипскиот, а како што вели Миресчиев, се работи за доста искусна екипа, но сепак тоа нема да представува проблем за Штипогода. Самата екипа која не очекува во Норвешка е доста искусна и генерално постара од нас, но сепак тоа не е некој предизвик на кој што ние не може да дадеме одговор. Генерално нашата екипа веќе трета сезона се краси со таа младоста која што од секоја година во година ја докажуваме и покажуваме дека може да се носи со доста големи предизвици. Како што знаете, актуелен шампион на Македонија не сме ние за жал, но куп освоители и тоа како веќе втора година поред. Склоно тоа, се надеваме дека нашите капацитети и амбиции ќе ги покажеме и во Норвешка. Се надеваме на еден доста квалитетен надпревар, можам да кажам. Според сите анализи и оние таргет групи кои што сме ги направиле, се со цел да ги најдеме слабите страни на самата екипа. Мислам дека може да очекуваме доста интересен меч и се надевам 3-0, односно 0-3 за нас. Реваншот нема да се одигра во Штип, туку во спортскиот рекреативен центар 25 мај во Радовиш. Таму Штипени ќе го пречека норвешкиот тим. За жал, надпреварот нема да се одигра во Штип, па затоа би сакал овој пат сите штипени да ги известам генерално целата јавност дека вториот надпревар, односно реваншот на домашен терен ќе се одигра во салата во Радовиш на 19 ноември. Койл Ил е сериозен тим, кој има одлично отварање на новата сезона, а минатата сезона бил вице-шампион во Норвешка. Нашиот противник е исто така вице-шампион во минатата сезона, исто како нас. Моменталниот нивен скор, како што видовме последно, е 5-0 исто, односно 5 победи од 5 изиграни надпревари. Генерално играат, но има исто така изненадување и кај нивната лига. Генерално такмици кои што требале да ги завршат, да речеме, со максимален резултат, се ги завршиле со послаб резултат. Така да на тие направени анализи може слободно да кажеме дека ги гледаме нивните слаби страни, но сепак ќе кажам доста искусна екипа, доста постара екипа која што со години игра заедно. Штипени се подготвени за големиот европски предизвик. Утре тимот заминува за Норвешка, во среда следува дебютот, односно првиот меч, а пак следната среда на 19 ноември во Радовиш ќе се одигра реваншот. Штипени веруваат во своите квалитети, најавуваат европски победи за испишување нова клубска историја.